Ни стих и песна, ни лична творба, најмалите опишаа како го доживуваат ликот на легендарниот крал Марко, кој историски нераскинливо е поврзан со Прилеп. Некои се обидоа да ја доловат и неговата фигура, извајана во глина или пластелин, според преданијата и записите кои останале за последниот македонски крал, кој живеел во 14 век. А за значењето и посебноста на ликот потсетија историчарите. Крали Марко е наш херој и секогаш е опеан во песни безброј. Марковите кули, убави се во мај, убави се во јуј, преубави се без крај. Таму живеел еден крал кој за народот живот дал. Тој загина во бој како вистински херој. Тој е последниот христијански владетел на Прилепското кралство и на територијата на Македонија, без Солун се разбира. И затоа тој останува во легендите на македонскиот народ, односно на преданијата. Крал Марко знаеме дека загинал во 1395 година во битката кај Ровине против војводата Мирче како вазал на османлите, односно на султанот Бајази. Културната манифестација Денови на Крале Марко, која се одржа по јубилеен 10-ти пат, е организирана од локалната самоуправа и во себе обедини повеќе настани. На овој ден ќе имаме предвидена историски час, културно-уметничка програма во центарот на градот, токму пред споменикот во чест на Крал Марко изграден. Инспирација на училиштата кои што се секогаш партнер во оваа манифестација е секако ликот на легендарниот крал. Дел од нив имаат своји лични творби кои што ќе ги читаат овдека. Дел од нив ќе го изработуваат од пластелин, од глина, а секако историските секции ќе одржат и презентација за подемот на Прилепското кралство, кој што му е период што сега го изучуваат во рамките на нивните училишни програми. Целта е промовирање на Прилеп како град каде што живеел овој легендарен крал.